Нека го има бе деца, нека го има за младиот свет, зашо да нема. Да, и болките да ги издржи, да. Па ако е болна менструација, со извинение треба. Жената никој пат не е заштитена во Македонија. Треба ли и во Македонија да се воведе можност за 2 дена платено отсуство за жени со силни менструални болки по примерот на Црнагора? Анкетираните граѓани во Штип категорични дека треба. Вела дека кога болките се силни, тешко е да се оди на работа, да се седи 8 часа и нормално да се завршат секојдневните обврски. Според нив, ваквото право би им помогнало на многу жени кои секој месец се соочуваат со овој проблем. Па жената треба малку да се заштити. Жената никој пат не е заштитена во Македонија. Треба да одмара повеќе жената. Ние жените сме најизмачени. Јас сум од тие истите. Најизмачена жена. Јас се мачам 6 години сум и операција е правена, не гледам со едното око. Никој не удара внимание и со кичма, со се, не знам дека да одам, никој доктор не те упатува нигде да одиш. Така и страдам те така. Нека има за жената и повише некој ден слободен за една жена, за да ги врши домакинските работи и е потребен и одмор и се. Па би требало да има, тоа е нормално нешто. Па треба, некои имат проблеми реално. Злато моја, јас сум веќе оддавна у менопауза. Абе каква менструација, нема више менструација. Анкетираните граѓани велат дека е многу важно ова право да не се злоупотребува. Според нив треба да им се овозможи само на жените на кои навистина им е тешко, а не некој да го користи како изговор за да не оди на работа. Да, тие што имат проблеми, да не се злоупотребува. Инаку жените од Штип се едногласни, треба да им се овозможат ваквите права со цел да можат полесно да го поминат овој дел од месецот.